На турнирот учество зедоа околу 85 учесници, од кои 74 надпреварувачи на возраст од 16 до 19 години во 10 екипи од 5 држави и тоа. Од Република Србија една екипа и тоа екипата на Виделина, село Јабука, Панчево. Екипата на Пустец од Пустец, Република Албанија. Екипата на Македонија од Тирана, Република Албанија. И екипата на Горица од Мала Преспа, Република Албанија. Следуваат екипата на Омоилинден од Полето, Бугарија. Екипата на Сандански од Сандански, Бугарија. Екипата на Гора од Гора, Косово. Екипата на Илинден 903 од Република Хрватска. Екипата на Пирин Гоце Делчев од Република Бугарија и екипата на Сонце од Сатовче, Благоевград, Република Бугарија. Надпреварувањата продолжија и во наредните денови, во мирна и фер атмосфера во кој младите македонци се надигруваа меѓу себе и прикажаа висок квалитет и професионалност во фудбалската игра. Не би било изненадување доколку некој од овогодинешните учесници на турнирот за неколку години го видиме во професионалниот европски фудбал. На 25 август се одиграа полуфиналните средби помеѓу Виделина од Србија и Гора Косово и Сонце од Бугарија и Пустец од Албанија. Актерите на екипите во двата надпревари во борбена игра дадоа се од себе да се најдат во финалето, но место во финалето изборија најдобрите, а тоа беа Виделина од Србија и Сонце од Бугарија. По многу борбена и изедначена игра во регуларниот дел 0:0, посреќна по изведувањето на пеналите беше екипата на Виделина од Јабука, Република Србија, која и го освои трофејот на турнирот. Второто место и припадна на екипата Сонце од Бугарија, а третото место екипата на Гора од Косово.
Организаторот на турнирот, граѓанската иницијатива Не има, на младите спортисти им подготви школа по македонски јазик, историја и култура, изучување на кирилицата за сите надпреварувачи од по 1 час секој ден од 21 до 26 август. На крајот беше организирано и тестирање и на најдобриот ученик му додели награда лаптоп компјутер, донација на фирмата Давид компјутери од Скопје. Покрај спортските активности, организаторот на надпреварувачите и гостите им овозможи и посета на дел од македонските културни вредности, преку посета на некои културно-историски споменици во Крушево, Битола и Охрид. На 23 август, учесниците имаа екскурзија со посета на Крушево и Битола. Најнапред, со посета на гробот на трагично починатата македонска музичка звезда Тоше Проески и Македониумот во Крушево, археолошкиот локалитет Хераклеја во Битола, како и градот Битола. На оваа екскурзија, новинарот, архитект и истражувач на македонската култура Вангел Божиновски на учениците им одржа предавање за историските и културните вредности на посетените места и локалитети. Да можам бар да се разбудам, посветна љубовта, без стари договори и тие се ништа, во чекор што ме денеја. Да можам бар да те прегрнам, да не се сеќавам на студој есенски оние патива што токму нас не следеја. А мојов живот игри без граници, уморна приказна, скинати страници, празни неиспишани. А мојов живот е вечно паѓање, се да се собере, пораз ке остане, навики стари во